Добар ден, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во новото издание на Неделниот микс. И во ова издание ве очекуваат многу теми, интересни гости. И во тој дух ќе го започнеме секако и овој неделен микс, имено во рамките на Црвениот крст Скопје, имплементиран е проект за посвета на грижа на лицата од трето доба. Која е целта на овој проект, какви се активности и услуги овозможува истиот, ќе дознаеме од Елеонора Андонова, таа е координатор на Црвен крст на град Скопје и медицинската сестра Марина Бошњак. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме и ви благодарам за поканата. Задоволство е навистина да се разговара на толку важна тема, пред се секоја чест за сето тоа што го правите, за вашата хумана дејност. Пред да започнеме малку и продискутиравме колку всушност хумана е вашата работа, а повеќе не е работа, туку тоа нели од срце се работи и од срце делувате, што се вели. Од 2011-та функционира проектот посветен за грижа на лица од трето доба. Како всушност започна тогаш самиот проект? Еве можеме да почнеме, Елеонора, од вас. Така. Значи, од 2011 година, значи веќе 14 години, активно се имплементира социјалната услуга Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови при Црвен крст на град Скопје. Значи, идејата е потикната во 2011 година од Австријски Црвен крст, каде што на една студиска посета, координаторите тогашни беа на посета во Австријски Црвен крст и примерот е земен од таму, каде што веќе активно, значи 14 години се имплементира оваа програма на територија на градот Скопје, а веќе и во други градови низ Македонија. Значи, можам да кажам дека главната цел на овој проект е развивање на форми на воинституционална заштита и обезбедување медицинска, односно здравствена и социјална грижа за старите лица и секако нели моментот на социјализација кај лицата во трета доба што сакаат да се вклучат во дневните центри за стари лица. Исто така специфична цел ни унапредување на квалитетен живот, здравје и психофизичка состојба кај старите лица, како и подигање на свесноста кај лицата во трета доба за после пензионирањето, они едноставно да бидат активни да се вклучат во вакви активности. Навистина прекрасно. Марина, вие сте медицинска сестра и веќе ни кажете подетално за вашата улога всушност. Значи, вие одите во посета на лицата од трето доба. Па кажете ни која е всушност вашата задача? Нашата задача е многу одговорна и многу хумана, затоа што ние се грижиме за здравјето на старите лица во домашни услови, затоа што сметаме како тим дека секој старо лице треба да има достоинствена старост, да живее во мир и во спокој. Грижата ни е огромна, значи постојано ги следиме старите лица, а инаку мотото на нашиот тим е дека сме ние нивни деца и како нивни деца ние мора да се грижиме и да ги почитуваме нив. Основната работа на една медицинска сестра е мерење шеќер, притисок, давање здравствени совети, меѓутоа нашата работа тука не застанува. Ние веќе се вклучуваме, бевме на обука за прва психолошка подршка, бидејќи знаеме, имаше на пандемија, ги затворивме старите лица дома, доста од нив психички попуштива. Тие се луѓе со голем број на коморбидитети, со голема терапија и постојано водиме грижа за нив. Секогаш кога одиме во нивниот дом, тоа зависи колку пати ќе биде во текот на месецот, согласно нивната здравствена состојба. Има лица кај што е потребно 2 пати во текот на месецот, некаде одиме и 4 пати во текот на месецот, се зависи дали се тие диабетичари или не. Најчесто ги посетуваме диабетичарите, од причина бидејќи диабетисот го нарекуваме и тивок убиец и сакаме секогаш и во секое време да знаеме што се случува со тоа старо лице. Она кога зборувам за психолошка подршка, кажувам затоа што тие се многу чувствителни. И секоја работа, согласно годините што се поминале, секоја и некоја минимална промена во општеството, во семејството, многу потешко ја доживуваат. Меѓутоа, затоа ние сме тука, да им помогнеме, да им кажеме, да најдеме заедничко решение, за да тие го надминат тој проблем и да го решиме на побезболен начин. Ако станува збор за некој посериозен семеен проблем, тогаш таму се оградуваме, ги советуваме да се консултираат со семејството, со најблиското семејство, затоа што само тие можат да им помогнат на нив. Инаку, одењето во домот на старото лице не е класична посета на медицинска сестра.
тие чувствуваат дека ние кога ги посетуваме нив, одиме со голема љубов. Одиме искрено ги чувствуваме тие луѓе, тие многу се осетливи и не чувствуваат многу блиски. Значи тие се баш една обична седенка, не обична седенка, немаме. Нив многу им значи. Многу им значи, да. Топло не пречекуваат, значи секој ќе ни понуда дали е тоа кафенце, чајче. Ако имаат семени слави или прослави, задолжително се чува дел од колачот што го направиле. Навистина имаме топлина во душата, ние чувствуваме. Баш ни е полна душата кога ќе видиме тоа старо лице среќно и весело. Така, како дел од семејството сте и вие. Да, значи поминавме толку голем период со нив, поготово морам да спомнам пандемијата, веќе иако е номинато, меѓутоа период кога заедно ги надминавме сите работи, период кога тие се грижеа за нас, значи многу. Секогаш кога беше бројката голема се јавуваа на сестрите како сме, што сме. Меѓутоа како тим многу професионално да поминавме пандемијата, значи не се случи, иако не ги прекинавме посетите, а ќе кажем, го зголемивме обемот на работа со пазарење лекови, со пазарење на храна, со носење на вакцинални пунктови, на оние што беа неподвижни, организиравме вакцинирање во домашни услови, значи ние ниту во еден момент не имавме можност да ги заразиме. Зошто е тоа така? Од координаторот имавме добри насоки секогаш, како треба да се однесуваме, до каде треба да влегуваме, согласно како се движеше пандемијата, така и ние се однесувавме. Значи успеавме за целиот период на пандемијата да ја завршиме без ниту еден минус во нашето работење. Ова го правиме, многу пати ќе кажат, не се врзувајте луѓето. Емотивно, да. Да, емотивно, бидете професионални. Не можеме да бидеме професионални. Тргнуваме од тоа да бидеме професионални, меѓутоа сепак она човечкото во нас. Па пред се Црвениот крст е една хуманитарна организација која што не може да си дел од таа организација, а да бидеш крут. Од камен. Да. Не можеш да бидеш крут, сакаш или не сакаш да бидеш крут затоа што практикуваме кога се имаат семени слави, иако не сме тоа недела на терен, да им се јавиме, да им посакаме убав празник. Верувајте, многу им значи тоа на нив. Многу им значи. Затоа па потоа пробуваме од колачињата и тоа што го направиле од кифличките. Колку убаво. Да, навистина. Убаво едно пријателство. Многу убаво пријателство се случува со одреден број на години, некој веќе да западне целосно и да го однесат во дом, меѓутоа не го забораваме, бидејќи ние имаме телефонски контакти и контактираме. Имав случај каде што жената е веќе во дом и не е способна да се јавува на телефон, меѓутоа контактирам со ќерките нејзини, прашувам како е, што е, станала збор за 94 годишна жена, меѓутоа мене ми е драго да слушнам во каква здравствена состојба е. Сепак тоа е едно пријателство долгогодишно и не се заборава тоа туку така. Ама вие сте прекрасни, вие плените. Не може секој таа работа да ја врши. Да, имате право. Кога обучуваат и нови негователи во делот на Црвениот крст, во делот на нега за стари лица, секогаш бараат совет од нас за теренските посети. Секогаш топло им препорачувам на колешките да не се откажуваат после обуката, да заминат и било што друго да работат, едноставно да засакаат работата и дека тоа е работа, секоја работа има стрес. Нашата работа има стрес, меѓутоа и сами си организираме работата. Значи, како јас ќе се поставам према старото лице, тако фидбек ќе добијам назад. Ако влезам на смеана, прашам како е, што е, како отворени е здравствено, да. Така да и тие исто реагираат. Многу пати кога ќе одам на Сабајле наутро порано кај нив, некој на пример се успал кога сум се јавила, а практикувам одвечер да се јавам, секој има право на своето време. Иако се тие пензионери, мора да знаат дека јас отприлика во 8, во 9, 10 ќе поминам во нивниот дом да ги посетам. Меѓутоа се случува, бидејќи честа појава е сега деменцијата, да ме заборават. Кога ќе позвонам на врата да се изненади. И јас секој се шегувам. Јас мислев ти направи пита, ќе доручкуваме заедно, ти уште спиеш. Така да навистина прекрасна е работата. Многу треба да си ја сакаш работата. И ако си ја сакаш работата, ќе оди толку спокојно, ќе оди денот, нема нервози, затоа што на крајот на денот се чувствуваш и ти исполнет. Тие луѓе се веќе доста возрастни и многу пати прашуваат и за градот, се сеќаваат на многу објекти од градот. Има скоро пример како е кермес. И сега се модоловувам со моите зборови дека кермес повеќе не постои. Меѓутоа да, ќе се обнови, ќе направат нов објект и тие се сеќаваат на својата младост.
Ги враќаш назад и чувствуваш една блага насмевка, очите им зрачат. Значи се враќаат во оној период кога и тие како нас биле млади, работоспособни, со сите овие обврски што денес и ние ги имаме. Да. Па им кажувам сега за хотел Бристол ќе се реновира, па ме прашуваат за значи објекти што го карактеризираат Скопје, а што немаат можност да ги видат. Така да мислам дека е топло препорачувам секој што сака да работи во Црвениот крст, може да дојде и да работи оваа работа, меѓутоа само искрено и честно и со голема љубов и посветеност. Апсолутно. Па еве така, Елеонора, и вие почнавте како волонтер. Така, да. И потоа останавте да работите. Јас во Црвениот крст почнав како практикант преку социјална работа, Институтот за социјална работа и социјална политика, затоа што сум дипломиран социјален работник и почнав како практикант и едноставно ми стана многу интересно да останам во Црвениот крст и останав буквално во оваа програма сега каде што ја координирам и така да навистина тоа се некој пред 15 години и навистина сум среќна што еве денеска, значи пред неколку години да кажам сум волонтирала во оваа програма, а сега веќе ја координирам. Навистина и буквално на младите, значи тоа сакам да потенцирам да волонтираат. Заради тоа што од волонтерството се научува навистина многу вештини, се стекнува искуство и стварно ќе имате еден позитивен пример едноставно дека волонтирале во Црвен крст и буквално кај нас се вратите отворени за младата популација. И кога се прави добро дело, па нема побаво чувство. Нема побаво, верувајте. Многу убаво е. Еве можеме да ги прокоментираме и фотографиите и во рамки на тоа подетално да позборуваме за самите активности на проектот. Бидејќи Елеонора, вие сте во дневниот центар. Так, Грижата за лица од трето доба во дневниот центар. Так. Па еве можеме и самите фотографии да ги скоментираме, а и да ги спомнеме вашите функции во него. Така, како што кажав, значи 14 години веќе функционира проектот Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови. Медицинската сестра Марина е во домашни посети заедно со уште 4 медицински сестри на територија на градот Скопје посетуваат стари изнемоштени лица во нивните домови заедно со 5 волонтери каде што тие исто така ги посетуваат старите лица во нивните домови и го имаат моментот на социјализација. И доколку е потребно да се испазарува, да се платат сметки, но пред се моментот за социјализација, тоа што тие лица се сами во нивните домови, им треба едноставно младо лице, волонтер, каде што едноставно ќе комуницираат покрај се како медицинските сестри. А извинете, медицинската сестра оди заедно со волонтерите или не? Посебно. Значи посебно иде медицинската сестра, посебно идат волонтерите. Сега во контекст на дневните центри на територија на градот Скопје, при Црвен крст на град Скопје имаме 3 дневни центри за стари лица. Едниот е во домот за хуманитарни организации Даре Џамбас, во општинска организација Црвен крст Чаир и во општина Сареј. Во овие 3 дневни центри, значи има одговорно лице, социјален работник во сите 3 дневни центри каде што тие ја подготвуваат месечната програма на активности. Што подразбира месечна програма на активности? Значи на први во месецот, секој први во месецот излегува месечната програма на активности, има различни активности за здраво и активно старење. Значи тоа се чиконг вежби, тоа се вежби за релаксација на телото и подобрување на енергијата кај лицата во трета доба. Заедно со ова се моментално многу интересно делува. Чиконг вежбите. И како ги прифаќаат? Сакат ли да се движат? Многу. Значи таа е една од најпосетените активности заедно со креативната работилница. Иначе сакам да напоменам дека чиконг вежбите се реализираат од страна на тренер Роже Дуан Ван Хай, каде што тој е виетнамец, но живее во Македонија. Има 80 години и неговото слободно време сака да го помине во дневниот центар и волонтерски ги учи чиконг вежбите нашите корисници. Исто така имаме многу едукативни предавања со врни доктори, професори, адвокати. Значи едноставно доколку сакаат да слушнат за некоја здравствена тема, значи ние ќе обезбедиме доктор што е специјалист по таа струка и докторите доаѓаат кај нас во дневните центри и го реализираат предавањето. Креативни работилници исто така имаме, секоја среда се реализираат од 10 до 12 часот. Во среда исто така имаме и часови по танцување со нашиот тренер Ѓоко, каде што тој е еден млад инструктор по танцување, каде што едноставно нашите корисници ги учи како да играат валцер, танго, така да навистина многу интересни активности имаме за лицата во трета доба. Исто така имаме курс по англиски јазик, сликарска работилница, каде
каде што минатиот месец морам да кажам дека 1 октомври е светски ден на старите лица и тука имаме ние низа на активности тој ден, а третата недела во ноември е недела на грижа за стари лица. Токму оваа изложба, значи беше направена во неделата на грижа за старите лица, каде што сите дела што беа насликани од нашите корисници од дневните центри беа изложени на таа изложба и беа продавани буквално по символична цена, каде што средствата што се собрани купивме прехранбени продукти за социјално ранливи стари лица и подготвивме пакети за тие лица што немаат пензија. Значи од нив за нив буквално, така да навистина имаме низа на иницијатива, навистина. Да. И се што и самата идеја браво, секоја чест. И еве, ова е еден базар на Мартинки на 1 март. Исто така на базарите се што се продава, сите собрани средства се наменети за социјално ранливи целни групи, односно за стари лица кои што немаат примања. Па фантастично. Јас мислам дека и многу помлади би сакале да учествуваат на сите овие активности кои што се тука. Навистина секоја чест целата е нели социјализација пред се, затоа што човекот не е научен да живее сам, туку со други луѓе и во овие брзи времиња ми се чини дека и самата осаменост посебно кај лицата од трето доба е значително поголема. Па еве можеме, Марина, би ве прашала вас кога одите да ги посетите нели повозрастните лица, каков е нивниот пристап кон вас? Има ли многу лица кои што се чувствуваат осамени, можеби? За жал да, има многу лица кои што се чувствуваат осамени, затоа што навикнале за сосема поинаква динамика докога биле млади. Меѓутоа со текот на годините и болестите тие остануваат сами во домовите. Не дека не ги посетуваат семејствата, тие доваѓаат кај нив секако. Меѓутоа, како што спомна и Елеонора, имаме ние волонтери. За да не бидат сами по цела недела, се координираме со волонтерите. Ако одам јас 2 пати во неделата кај старото лице, тогаш едната недела одам јас, следната недела оди волонтерот. И така, значи во текот на месецот еднаш неделно има човек од Црвениот крст кој што ќе го посети тоа старо лице. Потоа од волонтерот бараме фидбек. Како го затекол, во каква здравствена состојба, какво моменталното здравје, тоа се забележува. Луѓе што ги гледате често, веднаш забележувате дека има некаква промена. Доколку ни пренесе информација дека тоа старо лице е многу западнато, веќе му се појавува се поголем процент на депресија, почнува многу да заборава, веднаш и во текот на таа недела се наоѓа време, се посетува старото лице, за да видиме ние како медицински тим што се случува, дали навистина има потреба од некоја дополнителна терапија или е тоа нека моментална состојба во која што се наоѓа старото лице. Обврската на секоја медицинска сестра и во нашиот тим, ние со нашето знаење не остануваме на она ниво кој што сме завршиле. Значи ние секој ден ги следиме сите светски трендови за се подобро здравје. Ги следиме трендовите по светот како им се помага на луѓето во домашни услови на старите лица. Не смееме да ги заборавиме. Затоа што секогаш кога ги излегуваме од нивниот дом, ни викаат: "Дај Боже да дочекате мојата старост." Тоа е многу убаво, затоа што многу пати имаме случаи кога ќе бидат тие вознемирени. Бев на лекар и ми рече лекарот: "Ама сега ти си стари, затоа имаш болести." Вика, јас секогаш им викам: "Не ми ги лечи годините, лечи ми ја болеста." Значи јас си ги знам своите години и знам дека со текот на годините и она што сум прошол низ животот ќе се остави последица. Меѓутоа помогни ми да можам јас да функционирам нормално, да бидам оние основни животни функции, да можам сам да си ги вршам, да не ги оптеретувам семејството или некој друг, да морам да барам да ми помага во текот на животот. Така да не постојано се едуцираме, постојано напредуваме, сето на што ќе го научиме го применуваме, за да можеме да имаме навистина да има тие убаво здраво старење. И навистина е убаво да се остари по 95, 6 и 7 години. Во денешно време е преубаво, верувајте. Така, како велиме, сите да си ги дочекаме нивните години. Мојата баба покој на 94 години почина и се сеќавам колку витална беше и некако со силен дух до самиот крај и колку всушност од возрастните лица се учи, колку се тие ризница на приказни, тие енциклопедија, историски факти, да, буквално е задоволство да се разговара со нив. Нормално сега секој различно, некој има различни болести така натаму, меѓутоа ете секогаш треба да им се пружи грижа, бидејќи ете да даде Господ сите да си ги дочекаме тие години и секогаш треба кон тоа да гледаме дека
нели, дека и тие ни се нашето богатство, нели? Ние многу внимаваме на деменцијата, затоа што таа осаменост доведува до се поголем процент на деменција, една болест која за жал многу напредува, а болест која што го оптретува целото семејство. Ниту да го ставиш во институција, ниту пак дома може да го оставиш само тоа старо лице. И затоа нашата социјализација е многу битна и оној разговор со тоа лице е многу битно малку да се врати во младоста, да се потсети што било, сеќавањата се многу битни. И затоа со не ни е досадно да раскажуваат. Ако сме, пример, обично по половина сат сидиме кај еден корисник, ако видам дека има потреба повеќе од половина сат, ќе се јавам кај следните корисници дека ќе задоснам или може нема да додам денес, затоа што чувствувам потреба и морална одговорност. Не можам да го оставам така вознемирено. Да. Може ќе постигне по таблети или ќе си направи нешто, јас ќе се чувствувам многу лошо, затоа што јас во последниот момент сум била поред него. Така да целосно се посветуваме. Искрено да ви кажам, и јас и сите мои колешки и волонтерите заедно со целиот тим на грижа за стари лица, дали во дневните центри или во домашни услови, еден прекрасен тим сум, морам да се пофалам, јас се извинувам. Меѓутоа страшна соработка имаме меѓу себе. Тоа е клучно. Да, се договараме, ако забележиме нешто, веднаш интервенираме, кажуваме дали има потреба да дојде предпоставен. За било каква работа, постојана координација и си ги пренесуваме сесите меѓу себе искуството. Да, мене ми се случи тоа на терен, може да се случи тебе. Вака и вака направив, мислам дека е добро. Што мислиш ти? За следниот пат да бидеме се попрофесионални и се подобро да се вршиме својата работа. Тимот победува, нели? Да, тимот да. Дефинитивно. Пренесете ни некои ваши искуства, еве Елеонора може од дневниот центар, па потоа и Марина и вие, нешто што ви оставила впечаток, некој корисник кој што некако од некого сте научиле нешто посебно. Ете, мене на гледачите баш би ме интересирало тоа. Значи, јас тоа викам, секое старо лице е една книга на мудрости, каде што навистина ние младите можеме да научиме многу од нив. Значи, кога сме веќе кај осаменоста, значи, има многу луѓе кај нас во дневните центри, каде што нивниот брачен партнер починал и едноставно сакаат да си го исполнат времето корисно и доаѓаат во дневните центри. И кога ќе ја слушнеме реченицата, вие ми го вративте животот повторно, фала ви што разговарате со мене денеска, значи, за мене и колешките во одговорните во дневните центри, значи, тоа е непреценливо. Значи, едноставно, секој старо лице си има своја приказна. Така да не можам да одвојам една искрено. Значи, има еве, например, за чиконг вежбите ќе земам, каде што наша корисничка имаше една операција, после тоа, значи, требаше да иде на физикална терапија и после извесен период дојде во дневниот центар, разговараше со нашиот тренер Роже и Роже и кажа дека може да ги посетува вежбите, каде што со вежбите ќе се подобри нејзината рака. Така да вежбите и помогна, значи она сега си ја движи слободно раката, доаѓа во дневниот центар, едноставно е презадоволна и не само на чиконг вежби, туку доаѓа и на ред други активности. Навистина има многу убави приказни и буквално кога ќе влезат кај нас и ќе излезат со насмевка буквално, тоа чувство не може да се опише. Така е. Задоволство представува. Задоволство, големо задоволство, много може да се научи од нив од секој аспект, дали е тоа за домаќинство, дали е согласно нивното образование, кој докаде, секој како се во текот на животот се школувал. Меѓутоа имаме многу големо искуство собираме од нив и секогаш се лутам кога ќе каже некој, одите кај стари лица, не. Имав една професорка која вика во Кина старите лица ги викаат мудреци. Не се тоа стари лица за кинезите. Затоа што едно е да го прочиташ од учебник, од книга, друга никој да ти го пренесе во живо, од она што тој го поминал во животот. И практикувам сето она што го кажале во текот на животот, многу често брзам. И ми викаат, ама каде брза застани, имам работа. се стасува. Кој ќе брзаш ќе сгрешиш. Вака полека движи се, полека прави ги работите и се ќе биде како што треба. Јас би сакала да додам, таа веќе за жал покојна, па повторно ќе се вратам во короната, меѓутоа да кажам колку ние се вложуваме во старото лице, колку се чувствуваме односно со нив. Имавме жена која што синот е во Србија, се затворија границите. Стануваше збор за глуво лице, која е воопшто на телефон не може да комуницира, и мојата посета кај нејзе беше преку светлото. Кога ќе задзвонам на телефонот, ќе светне светлото и тогаш знае, ако не го види светлото нема да ми отвори. Синот беше во Ниш и никој не може да се слушна, да се слуша сосеме подруго.
мојата посета кај нив се состоеше што одам кај незе, се договарам претходно со незиниот син и да ги вклучам на Вибер да се да се видат. Отидам кај незе и плачам, јас не знам што се случува сега, гледам по телевизија, граници затворени, жена што преживела војна и што знае што значи многу неубави ситуации видела во животот а не може да види што се случува со внуците, со синот и снаата. Колку емотивно навистина, да. И ние како Црвен крст, мислам, тоа беше посебно нешто. Не ни беше никогаш тешко, дали јас, дали волонтерот и волонтерите кај не се, да се вклучиме на Вибер, за да види дека се е во ред со нејзиното семејство, се до моментот додека не се отворија границите, да може да дојде синот, да си го гушне и да види дека се е добро. Леле, навистина многу емотивно и мене солзи ми дојда. Тоа е задоволството на вашата работа. Да. Тоа не држи. Значи, затоа не чувствуваме умор. Нашата работа е теренска, значи ние сме и по сонце, и по снег, и по дожд, во сите временски услови, прилики и неприлики. Меѓутоа, кога знаеш дека имаш некоја си поставил цел, дека треба да му помогнеш некој, затоа што утре и јас може да се надам во таква ситуација, тоа те држи да бидеш цврст, силен и да си ја завршиш честно и совесно работата. Така, и еве поттик до сите наши гледачи, да се запрашаме сите дали доволно ги почитуваме возрастните и колку всушност треба едни за други да се грижиме, затоа што ете и целта на Црвен крст е тоа, хуманоста, да си помагаме едни со други и ете вакви насмеани лица да гледаме секогаш. Апсолутно така е и верувам дека сите ние имаме барем едно старо лице во фамилија, да тропнеме на неговата врата, да го прашаме како е, дали му треба нешто, доколку знаеме за вакви програми, доколку е подвижно да се прати во дневните центри за стари лица, доколку не, да се прати медицинска сестра, така да буквално, значи да разговараме со нив. Они многу сакаат да разговараат. Јасно. Како може да ве исконтактираат гледачите кои што се заинтересирани и за дневниот центар, но и за домашните услуги? Така, значи може слободно да се јават на еден од трите дневни центри за стари лица, значи во Домот за хуманитарни организации Даре Џамбас, во дневниот центар во Чаир, тоа е одма до општината Чаир и во општина Сарај, тоа е кај плоштадот Сарај, или на телефонскиот број 02 3228 347. Така да, или на овој телефонски број може да не контактираат, но најдобро е нели да дојдат семејствата фактички и да за домашни посети кога станува збор, семејствата да дојдат и да направиме еден картон, да кажам, за домашни посети, а тие што се подвижни лица во трета доба, што сака да се вклучат во активностите на дневните центри, они можат физички да дојдат во дневните центри и тука одговорните исто така ќе им спремат еден картон и тие се веќе наши корисници. Одлично, баш убаво. Сега спомнавме дека во Скопје има, но дека полека се шири во другите градови низ Македонија. Што е со другите градови? Баш ме интересира. Така, значи моментално се отвори еден дневен центар во Битола, исто така има во Струмица, има во Охрид, има во Крива Паланка, така да се надеваме дека и во другите градови дека ќе се отворат вакви дневни центри. Овие дневните центри на територија на во центар, односно Даре Џамбас и Чаир, тие се лиценцирани, се поддршка од Министерство за социјална политика, демографија и млади, каде што домашните посети се поддршка од градот Скопје. Така да, навистина се надевам дека ќе се отворат и во иднина се повеќе дневни центри за стари лица, за активно старење и дека не само во овие градови, туку и во цела Македонија. Јас уживам во разговорот. Научив доста работи и се надам дека и на гледачите им беше интересно. Многу ви благодарам, Марина и Елеонора, за вашето гостување. Тука сме секако отворени и понатака за нови теми. Се надевам да ми гостувате. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, Марина Бошњак, медицинска сестра од Црвениот крст, и Елеонора Андонова, која што е координатор во Црвениот крст на град Скопје, ми беа денеска дел од неделниот микс. Бидете тука, се враќаме повторно назад.